Еве и во минутите за нашето здравје. Денеска имаме чест да говориме заедно со професор доктор Миодраг Врчаковски, специјалист, неврорадиолог во приватната болница Невромедика. Добре дојдовте и драго ми е што денеска имаме чест да проговориме за една здравствена состојба за која многу малку се знае, за која многу малку се зборува, се однесува на болки, силни главоболки, се однесува на нашиот мозок, нели? Така е, така е. Прво да ви кажам дека многу се чувствам пријатно во вашето студио и во ваше друштво и чест ми е, еве што ме поканивте, да си поразговараме малку за една состојба која се вика идиопатска интракранијална хипертензија. Сте слушнале вие за така? Прв пат и откако истражував, сватив дека навистина многу малку знаеме за една ваква состојба. Да ви објаснам. Интракранијална хипертензија, тоа значи дека имаме зголемен интракранијален притисок, зголемен притисок во нашата глава. А ова идиопатска значи дека тоа зголемување на тој притисок е од непозната природа. Идиопатска интракранијална хипертензија. Знаете како на друг начин се нарекува таа болест? Како? Кој е второто име на болеста? Не знам. Псевдотумор церебри. Тоа значи, Тоа тоа е состојба... пострашно звучи. Пострашно звучи, старо име е тоа. Тоа е состојба која симулира мозочен тумор. И симптоми се сите на мозочен тумор. И затоа се нарекува псевдо. Значи, има интракранијална хипертензија, Силни као болки. се мислиме дека е тумор, ама кога ќе ги направиме сите испитувања, вклучувајќи магнетна резонанца, испаѓа дека пациентот нема тумор. Која е симптоматологијата на овој вид хипертензија? Прво, главоболка, гадење, повраќање, зуење во ушите, заматување на видот. И тоа не е перманентно. Некогаш имате проблеми со видот, некогаш имате заматување, некогаш немате, некогаш тоа заматување по-сериозно, некогаш помалку сериозно, ама такви заматувања и проблеми со видот можат во еден момент да доведе до слепило. До слепило. Страшно. И ако навреме не се диагностицира овој проблем, готово може да биде фатално. Да. Зашо? Фатално нема да биде, ама тоа ќе биде дефинитивен хендикеп за пациентот. Да. И сега, во што е разликата? Ние знаеме дека имаме хипертензија, сите знаеме што е покачен крвен притисок, што е хипертензија. И ова е хипертензија. Ама ликворна хипертензија. Тоа значи покачување на притисокот на мозочната течност, која се наоѓа во мозочните структури, во мозочните шуплини и околу мозокот. И таа е во некоја мерка, амортизер, дозволува нормални функции на мозокот. Ликворот се создава во централните мозочни комори, странични, па потоа се, да скратам, дистрибуира и се лоцира и по мозочната површина и ги амортизира мозочните структури. Што е тоа што може да го покачи ликворниот притисок, притисокот на мозочната течност? Прв проблем, прва варијанта е ако ликворот нормално се произведува во ликворната фабрика која е во централните мозочни комори, ако неговото производство е нормално, можно е да има проблеми со неговата елиминација. Значи, се создава, а не може да се елиминира адекватно, затоа што излезниот пат низ кој тој ликвор се елиминира, тоа се крвните садови, вените, е
блокиран делумно или можеби целосно. Тогаш, од една страна имате зголемување, односно нормално лачење на ликвор, од друга страна немате нормално истекување, балансот се менува. Друга работа, можеби ликворната фабрика да произведува многу повеќе ликвор отколку што може да се елиминира. Замислите во вашето лавабо кога ги миете садовите, ако е млазот на вода нормален, нормално истекување има на водата, но ако пуштите силен млаз, одводниот капацитет не е доволно голем за да може целата вода да ја елиминира и нивото се покачува. Така се покачува и ликворниот притисок. Така. И уште нешто, ликворниот притисок може да се покачи од трета причина, а тоа е од мозочниот паренхим. Ако нешто се случи со нашиот мозок, например, се појави некој тумор и се појави мозочно крварење, одеднаш волуменот на мозокот се зголемува и тоа едноставно притиска странично на ликворните простори, ги смалува, ги редуцира и ликворниот притисок расте. Уште еднаш ќе ви повторам. Значи, ако имате главоболка, перманентна, силна, ако имате гадење, повраќање, зуење во уши, проблеми некакви со видот, тогаш што би направиле вие? Нормално ќе барате спас, како да се ослободите од сето тоа и контактирате со невролог. И неврологот прави преглед и вели вие немате никакви невролошки испитувања. Ништо, вашиот невролошки проблем не постои. Вие за мене како невролог не сте пациент. Значи се е во ред. Но Како се диагностицира? Но неврологот не го покрива и делот што е сврзан со проблемите со видот. Па ќе ве прати бистар невролог, ќе ве прати нормално на офталмолог. Офталмологот ќе ве прегледа, ќе дзирне во длабочините на вашите очи и косата ќе му се крене наглава. Одеднаш ќе забележи дека има оток на очниот нерв, дека има едем на папилата, дека таа проминира внатре, во окото, а тоа е многу сериозна и опасна работа и ќе ви каже, па вие имате мозочен тумор, вие имате нешто што ја предизвикува таа состојба. Мора итно да направите магнетна резонанца да видиме дали нешто зад окото или нешто внатре во калваријата се случува нешто што е од типот на тумор. И сега доаѓа интересниот момент и вие правите магнетна резонанца. На магнетната резонанца, па, добар процент од колегите мои драги ќе забележат дека нема никаков тумор, дека наодот практично е сосема во ред и ќе ви кажат нема некоја видлива причина за оваа состојба. Не забележувајќи ги дискретните симптоми на интракранијалната ликворна хипертензија, што се регистрираат со магнетна резонанца, а тоа се некои проблеми кои јас специјално сум ги обработил и сум ги презентирал, имам и мој YouTube канал, па оние што се интересираат за детали може да го видат. А мислам дека ние имаме и шанса и тука да видиме делот. Да, ние веќе гледаме некои слайдови кои што ние веќе додека си разговаравме гледачите следеа некои слайдови, но мене додека ве слушав со огромно внимание ми се загадна прашањето, еве ги слайдовите, зошто толку малку се знае за ова и толку малку се зборува? Ова е села Турцика, тоа е турското седло, односно хипофизата. Хипофизата се сплеснува.
Просторите околу очните нерви се прошируваат, еве ова црвено кругче лево и десно покажува дека просторите околу нервите се проширени, очните нерви. И овде истото тоа се гледа како папилата, очниот нерв променира внатре во окото. Ова е исто така еден од симптомите што се регистрираат со магнетна резонанца, па има промени, дури моќта е толку голема, промени на гризување на коската од главата се случува. Овде е единствен невролошки симптом што може да се појави при таа состојба, а тоа е парализа на шестиот кранијален нерв, нервус абдуценс, и има објаснување зошто се случува тоа. И сега, еве, тоа е објаснувањето како тој нерв заради оваа состојба се затега и практично ја објаснува состојбата. Кои се проблемите, ќе се навратиме на ова што го гледаме, кои се проблемите што ги гледаме на магнетна резонанца. Значи ги молам сите, особено моите колеги што се бават со таа проблематика, кога ќе видат пациент со главоболка, да обрнат специјално внимание на тоа колку се широки мозочните комори. Мозочните комори при оваа состојба се стеснуваат. Хипофизата, која е како зрно грашок, округла, при оваа состојба се вдлабнува, заради тоа што притисокот на ликворот, кој е перманентно, постојано и удира одозгора и ја вдлабнува. Так. Има и други симптоми, сега да не ве замарам, тоа не е за широка публика. Многу ми е мило што говориме за нешто за што не се зборува и малку се знае, но верувам дека доста ги исплашивме нашите гледачи кои често пати имаат главоболки. И сигурна сум дека живо ги интересира дали ваквата состојба, оваа интракранијална хипертензија идиопатска, се лекува и на кој начин се третира. Прво да ви кажам дека има таа болест и своја популација. Многу почеста е кај жените. Значи женска болест. Второ, многу почеста е кај оние што се по-полнички, обезни, да не кажам дебели. И возраста е обично од 20-та година до 50-та година. И сега, како се лекува болеста? Прв лек е, ако сте дебели, да намалите тежината. И тоа е, можеби, и малку покомплициран лек, затоа што некои од пациентите не се многу љубители на намалување на тежина. Вториот начин е, исто така едноставен и лесен, да примените медикаменти кои го намалуваат ликворниот притисок и која намалуваат продукцијата на ликворна течност. Има такви лекови, ацетазоламид, диамокс, и тоа е првата одбранбена линија, зашто не секогаш најбруталните симптоми на болеста се манифестираат, туку таа оди со полесна симптоматологија. Доволно се медикаменти за да може да се реши проблемот. Так, има ли оваа болест некаква поврзаност со гените? Може ли наследно да се заработи од некој наш предок? До сега не е докажано дека има било какви наследни компоненти, стил на живот, многу работи влијат, но факт е дека има и други начини на лекување. Лековите некогаш не помагаат. Не помагаат. Вие сте човек кој многу полага на својот животен стил. Често пати луѓето низ централно градско подрачје, па и пошироко можат да ве видат како движите пешки и со пешачење ги завршуваат еден голем дел од активностите. Секогаш. Дали можеби пешачењето многу би помогнало во соочување со последиците од оваа болест? Пешачењето е тоа кое исто така помага. Тоа овозможува побрзо да функционираат системите наши телесни
и елиминацијата да биде и побрза. Сега, една работа е битна да се знае кога станува збор за диагностицирање на болеста со магнетна резонанца, се прави магнетна резонанца. Но ова е многу битно да се каже, мора секогаш да се направи и така наречена МР флебографија или венографија. Тоа значи приказ на мозочните вени со магнетна резонанца. Тоа може да се направи без давање на контрастно средство. Софтверите на нашите апарати се доволно моќни да ги детерминираат, да не ги презентираат одводните крвни садови, вените, со феноменален квалитет. Зошто е ова битно? Сега голема работа, ќе ги видам вените мозочни. Затоа што една од главните причини за појавување на оваа болест е стеснување на венскиот одвод. Вените што треба да го елиминираат ликворот, поради определени причини, се или блокирани, тромбозирани, или стеснати до степен да не можат нормално да го елиминираат ликворот. И бидејќи не можат вените да го елиминираат ликворот како што треба, ликворниот притисок се покачува. Така. Вие ако имате во када пуштите вода, таа нормално дека ако е млазот преголем, не може одводот да го абсорбира и нивото ќе се покажи. Тоа е истата приказна, истата работа. И на самиот крај, имаме доволно време уште еднаш да ги повториме симптомите кои не треба да ги игнорираме, а се однесуваат на оваа идиопатска интракранијална хипертензија. Значи, уште еднаш јасно и гласно да ви кажам дека првиот симптом е главоболка од различен тип и многу силна главоболка. Вториот е општи симптоми: гадење, повраќање, зуење во ушите и особено обрнете внимание на проблеми со видот, кои флуктуираат. Некогаш видот ви е сосема во ред, па некогаш одеднаш заматување до и повторно враќање на нормален вид. Ама некогаш симптомите се поизразени. Тоа заматување се пролонгира до степен на губиток на вид. И во тие случаи механизмот на обработка е невролошки преглед, кај невролог, офталмолог, магнетна резонанца, ама со вклучена флебографија, значи со приказ на одводните вени, за да видиме дали некаде се затнати, и ликворниот притисок би требало да го измериме, за да знаеме реално покачен ли е или не. Ние велиме, има покачен ликворен, ама колку е покачен, тоа се прави со лумбална пункција. И ако е притисокот над 25 мм ликворен стол, тогаш дефинитивно тоа е идиопатска ликворна хипертензија. Само да ве информирам, овој проблем и јас сум го обработил многу студиозно и многу детално и го има на мојата веб страница Easy Neuroradiology by Миодраг Врчаковски или на YouTube каналот, мој YouTube канал, Easy Neuroradiology Миодраг Врчаковски. Јас многу ви благодарам што вака им дадовте насока и можност да погледнат, да се информираат и да зазвонат, да си закажат веднаш преглед кај вас. Докторе, професоре, многу оваа тема широка и жалам што немаме денес можност да говориме опширно без да гледаме на час, бидејќи следуваат вестите во 9 часот и 30 минути. Но огромна благодарност во име на целиот тим што ни презентиравте за нешто што многу малку се знае и малку се зборува, последиците може да бидат големи, нели? Јас тој проблем да не гледам на минутите што поминуваат, го решив денеска, го исклучив часовник. Секоја чест, навистина. Со нас денеска беше професор доктор Миодраг Врчаковски, жива енциклопедија, човек кој што е сестран на многу полиња, не само во областа на
неврологијата. За некоја следна тема ќе говориме, сигурна сум, може би ќе ја допреме тука и музиката и естрадата. Тоа сакам да кажам. А со огромно задоволство ќе создадеме и искреираме тема. Да. Ви благодарам многу за гостувањето.